Дуи во обид да се спаси од живата кал во која со голема брзина пропаѓа СДСМ. На 2 месеци пред изборите по се изгледа пукна тиквата меѓу главните владини партнери последниве 7 години. Крешник Бектеши фрли ракавица, тој што ќе загубил на изборите да се повлече од политиката за секогаш. Еве ве повикувам да направиме договор меѓу сите политички партии, тој што ќе изгуби веќе да не се занимава со политика, ние ја изфрлуваме ракавицата, нека победат сите политички партии, вклучувајќи го и ВМРО, па и другите политички партии. Оваа понуда не е прифатлива за Димитар Ковачевски и да загубил на изборите, немало тој да биде виновниот, туку ќе биле сите партиски членови, порача лидерот на СДСМ, реши како пример да ја користи фудбалската игра, во која пак за лошите резултати секогаш на крај цената ја плаќа тренерот, што во овој случај би бил претседателот на партијата. Она што е чудно е што Ковачевски тоа не го знае или не сака да го знае во оваа ситуација. Сум во СДСМ од 1994 година. И од 1994 година до сега СДСМ победувал на изборите, СДСМ имал и помалку успешни резултати на изборите, и тоа се однесува на сите членови кои што тоа време се во СДСМ. Тоа е исто како да кажете дека ако на пример фудбалски тим изгуби утакмица, тогаш сите тие фудбалери и тренери веќе никогаш да не се занимаваат со фудбал. За разлика од Ковачевски и СДСМ, ВМРО ДПМН ја прифаќаат оваа понуда на Крешник Бектеши. Одлично ја прифаќаме, тоа значи дека Крешник му спрема свилен гајтан на Али Ахмет. Можеби е кандидат за лидер во ДУИ. Имајќи предвид дека ДУИ ќе ги изгуби овие избори, дека нема да е дел од следната влада. Добро е да знаеме дека Крешник Бектеши има такви амбиции. Ако ништо друго, претседателството на ДУИ ќе остане во Кичево, нели, и тоа е по потекло од Кичево. Инаку според истражувањата на јавното мислење, јасно е дека власта ја очекува тежок порас на изборите. Анкетите покажуваат двојна предност на ВМРО ДПМН пред СДСМ, додека пак здружената албанска опозиција е речиси израмнета со ДУИ.